студиото со вас, Тамара Дичовска. Почитувани, добар ден, ви благодарам што сте со нас. Собранието денеска ќе го избере идниот гувернер на Народната банка на Македонија. Како предлог е професорот Трајко Славевски, кој е актуелен претседател на Советот на град Скопје. За изборот на Славевски потребен е 61 глас од пратениците, мнозинство кое го има владеачката коалиција. Во собранието е колешката Наташа Мирсовска. Наташа, го изгласали пратениците идниот гувернер на Народната банка кој треба да ја замени Анита Бешевска. Не, Тамара, се уште не почната собраниската дебата, инаку денеска се очекува да биде избран новиот гувернер, шестиот поред на Народната банка. Како што спомена и ти, универзитетскиот професор Трајко Славевски е предлогот на председателката Давкова, а за да биде изгласан во собранието ќе бидат потребни 61 глас. Опозицијската СДСМ најави дека жестоко ќе се спротистави на предлогот на Трајко Славевски и дека нема да го поддржи затоа што сметаат дека ќе ја поткопа независноста на Централната банка. Меѓутоа денеска власта, односно од ВМРО ДПМН, најавуваат дека изборот на Трајко Славевски ќе го докаже спротивноста, односно ќе се залага за независност на монетарната политика. Да ја слушнеме изјавата од пратеникот на ВМРО Никола Мицевски. Ние го дадува својот коментар по односно Трајко Славевски. Денеска точка на дневен ред е избор на гувернер на Народна банка на Република Македонија. Она што деновиве провејуваше низ јавноста, а кое што можев да го видам од сите страни, е дека никој не ја оспори квалификацијата и професионалниот интегритет на господинот Трајко Славевски. Јас сум убеден дека времето ќе ги демонтира СДСМ, затоа што господинот Трајко Славевски се има покажано и докажано во општествениот живот дека е човек кој што знае да се грижи за државните интереси и дека монетарната политика во државата во наредните години ќе биде во сигурни раце. Инаку Тамара, Трајко Славевски, универзитетски професор на економскиот факултет во Скопје и актуелен претседател на Советот на град Скопје. Во 1996 година станува советник на министерот за развој, а во 1999-та и самиот е министер за развој. Во јули 2009-та по изборот владата на ВМРО ДПМН е актуелен министер за финансии, креатор е на низа даночни реформи, ја воведува фискализацијата, од кој ќе биде избран ќе треба да се грижи, односно да ја креира монетарната политика. Во негова надлежност е да одржува стабилноста на македонскиот денар, стабилноста на банкарскиот сектор, како и инфлацијата под контрола. Мандатот на гувернерот трае 7 години и Трајко Славевски ќе седне на местото на актуелната гувернерка Анита Бешевска. Во изминативе 35 години како гувернери, односно со независноста на Централната банка, раководеа Борко Станоевски, Љубе Трпевски, Петар Гошев, Димитар Богов и актуелната Анита Бешевска. Наташа, ти благодарам и за следењето на случувањата во Народната банка. Секако целосниот извештај ќе го имаме во 16 часот околу изборот на идниот гувернер на Народната банка на Македонија. А пред пратениците во собранието денеска ќе се најде и договорот со Велика Британија. Предлог законот за ратификација на договорот помеѓу Македонија и Велика Британија во врска со партнерството за реализација на инфраструктурни проекти денеска ќе биде ставен на дневен ред на пленарната седница. Како што е наведено во договорот, приоритетни проекти за почетен напредок се во 4 области: здравство, транспорт, технологија и енергетика, градење нови болници, како и инфраструктурни проекти на коридорите 8 и 10. Овој договор е основа за едно стратешко поврзување со една од најмоќните политички и економски сили во светот. Овој договор на Македонија ќе ја овозможи стратешка позиционираност во регионот, развој на инфраструктурата, здравството, енергетиката, науката, зацврстување на институциите. Македонија ќе може да ја направи железницата долж коридорот 10 во 2 железнички линии, од која едната ќе биде брза железница за возови над 160 км на час, а другата линија за товарен транспорт. Линијата за товарен транспорт ќе ја потигне стратешката важност на Македонија и ќе го зголеми протокот на стоки низ државава од пристаништата во Грција кон Средна Европа. Само по основ на транзит очекувано е државата секоја година да инкасира од 100 до 120 милиони евра. Ќе ја трансформираме државата на здравствен план. Овој договор ќе овозможи доизградба на клиничкиот центар во Штип, медицински факултет,
и нов студентски дом. За во 14 часот пак е закажан брифинг со новинарите на председателот на Собранието Африм Гаши, каде ќе бидат представени резултатите од неговиот едногодишен мандат. Гаши стапи на функцијата председател на Законодавниот дом на 28 мај минатата година. За првиот меѓу еднаквите, само неколку месеци по стапување на функцијата, опозицијата поднесе барање за интерпелација. Поради скандалот кога неговото обезбедување напад на полицаец на Скопскиот аеродром и се закануваше со пиштол, скандалот со службеното возило на свадба, како и минувањето на границата на Косово на сватовите на Гаши со приватни возила и без никаква контрола. Интерпелацијата беше неуспешна. За време на мандатот на Гаши се случи и најголемата трагедија во Македонија, пожарот во Кочани, по која пратениците земаат двонеделен одмор за, како што кажа, да не ја политизираат трагедијата. Јавноста бурно реагираше што Законодавниот дом остана без народните избраници во ек на една од најголемите трагедии. А премиерот Мицкоски во секој момент се очекува да одржи пресконференција во владата, пак имаме и директно вклучување. Обвинителството ја прошири истрагата за кочанската дискотека Пулс за уште едно лице кое е осомничено како соизвршител за тешки дела против општата сигурност. Тој како сопственик на недвижен имот, објект во кој со години функционирала дискотеката, го издавал под закуп на еден од претходно осомничените. Без да поднесе барање да добие одобрение за пренамена на објектот од надлежен орган, заеднички и во договор со осомничениот, неформален сопственик на правното лице, тој на различни датуми и во повеќе наврати во временскиот период од 2012 година до месец март 2025 преземал градежни активности со кои извршил и учествувал во незаконска пренамена на објектот од намена Г3, сервиси, сообраќајна инфраструктура во намена Б3, големи угостителски единици и овозможил во објектот незаконски да се врши угостителска дејност, дискотека кабаре. Јавното обвинителство до судија на претходна постапка достави предлог за определување мерки на предпазливост. Откако обвинителството за гонење организиран криминал покрена обвиненија за криминалните банди од Скопското подземје, беа расветлени клучни убиства, како убиството на водичот Дуќан Джекоки и двојното убиство во Шиша бар, кои биле нарачувани од затвор, пораничниот началник во МВР Љубомир Грчевски смета дека иако шефовите на клановите се во затвор, тие сепак оттаму раководат со бандите и даваат наредби за ликвидација и кривични дела. За да се исчисти Скопското подземје од криминалните групи е многу тешко, но сепак МВР постигнува значителни резултати. Организираните криминални групи владеат стриктна хиерархија. Сватете дека колку и шефот, додека физички не биде ликвидиран, нема замена на шефот. Мене никој не може да ме убеди дека конците на кланот Грчев се уште не се држат од Дубај. Тоа се состојби кои што не може да се решат. Вие кога ќе изгубите контрола долги години не можете да ги решите за краток период. Но добро е што полека Министерството за внатрешни работи ја превземат контролата и јас во една прилика кажав дека најбитната работа е дека она интервентна полиција не покажа солидни резултати. Јас повторно се залагав и кажував дека треба да ги вратиме алфите на улица, кои што навистина има сериозни работни резултати, особено во борбата со уличниот, насилниот криминал, со трговијата на дрога и така натаму. Само што започна пресконференцијата на премиерот Христијан Мицкоски во владата, па во проложение да проследиме и дел од неа. Заедно се бориме за заедничка иднина за подобар живот на граѓаните. Да не се заборави дека се затекна хаос, работници кои не добиваат редовно плата, состојба на млади кои гледаат без перспективност, индустријско производство кое бележи минусни салда и огромна инфлација. Со ова се боревме секој ден, овие речиси една година работа на оваа влада. Затоа на последната седница срочивме оперативен план за вработување, мерки и програми кои ќе понудат работа и подршка во работата, вреден 40 милиони евра со кои ќе се опфатат над 16.000 наши сограѓани. Повторувам дека во оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2025 година се утврдуваат програмите, мерките и услугите за вработување кои ќе обезбедат креирање на нови работни места, изголемување на вработеноста на невработените лица, посебно на младите,
долгорочно невработените и корисниците на гарантирана минимална помош. Согласно оперативниот план за 2025 година предвидено е да се вклучат вкупно 16.057 невработени лица, од кои 12.537 лица во активни мерки за вработување, а 3.520 лица во услуги за вработување. Со овој план се опфаќаат две главни точки. Првата е директна подршка за стартап бизниси на млади, што и беше моје ветување за младите. Втората работа е организиран пристап во сузбивањето на појавата на пожари, особено присутен проблем во летниот период, зашто ќе се вработат 400 пожарникари кои ќе се стават на располагање на општините, каде ќе има потреба, се разбира, како и дополнително вработување на 600 невработени лица кои ќе бидат ангажирани за јавни работи и општински проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво. За прв пат државата ангажира толков број на лица кои ќе помагаат во справувањето со пожарите, откако го затекнавме девастиран целиот систем на справување со пожарите. На овој начин се подготвуваме за предизвиците кои следат ова лето и ги превземаме активностите со кои ќе бидеме подготвени. Што се однесува до мерките за млади, очекувано е од вклучените лица околу 65% да бидат млади до 29 години. Особено Да, тоа беше дел од пресконференцијата на премиерот Христијан Мицковски околу идните вработувања. Целосниот извештај од оваа пресконференција ќе го имаме во вестите во 16 часот. Ние продолжуваме со вестите. Основното јавно обвинителство Скопје донесе наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кое постои основано сомнение дека сторило кривично дело, неовластено изработување, држање, посредување и тргување со оружје или експлозивни материи. При претрес во домот на осомничениот во селото Батинци, полициски службеници пронашле оружје и поголемо количество муниција, 3 пиштоли, вкупно 643 куршуми со различен калибар и наменети за различни видови оружје. Јавниот обвинител оцени дека се исполнети законските основи, односно опасност од бегство и можност да го повтори делото, па до судија на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор за осомничениот, истакнуваат од обвинителството. Од ВМРО-ДПМН денеска повторно со обвинување на адреса на лидерот на СДСМ Венко Филипче. Ако Заев беше главниот ограбувач, Венко Филипче е неговата десна рака. Додека 10.000 луѓе умреа во ковид пандемијата, тој печалеше за себе, велат од владачката партија. Заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, граѓаните одеа во соседни држави за да се вакцинираат. Заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, починаа приближно 10.000 луѓе. Заради лошото менаџирање на Филипче во здравството, бевме на врвот во светот по смртност од ковид по глава на жител. Дали Филипче за ова не чувствува вина? Додека нам не лажеше дека само што не стигнале вакцини, Филипче зад грб сакаше да печали на маката на граѓаните. Ако Заев беше главниот ограбувач на народот, неговата десна рака е Венко Филипче. Венко Филипче во ковид кризата се однесуваше како воен профитер. Луѓе умираа, а тој печалеше на вакцини, тендери и договори во 4 очи. Затоа денес Венко Филипче нема кредибилитет. Тој е само продолжена рака на криминалот на Заев. СДС е синоним за криминал, предавства и корупција. Од СДСМ пак бара Државната комисија за спречување на корупција да го истражи спорниот тендер, како што велат за набавката на униформи во Министерството за внатрешни работи. Денеска сме тука пред Државната комисија за спречување на корупцијата да побараме итно постапување по овие сериозни сомнежи за корупција. Ке ги предадеме овие документи да се истражи до крај дали станува збор за наместен тендер, дали станува збор за однапред договорен тендер. Чии интереси стојат за овој тендер вреден 4 милиони евра. Државната комисија за спречување корупција мора да отвори предмет, да ги истражи сите факти и конечно да обезбеди одговорност. Време е Државната комисија за спречување корупција да покаже дека не се неми наблюдувачи на криминалот, туку дека се бранители на јавниот интерес.